Го слушнавме мислењето на граѓаните, а во продолжение ќе слушнеме што работат надлежните институции за подобрување на велосипедската инфраструктура, подобрување на условите и секако безбедноста на сите учесници во сообраќајот, особено на велосипедистите. Добар ден и добре дојде за Никола Станков од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Како сте? Добар ден, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Вашата медиумска поддршка секогаш значи заедно во реализирањето на сите политики кои значат по безбеден сообраќај и за велосипедистите, и за пешаците, и сите останати. И сето тоа во интерес на граѓаните. И секако по сето ова што го слушнавме како вовет во денешната тема која се однесува на велосипедската инфраструктура од вашето работење, дали бројот на велосипедисти во Македонија расте и подготвени ли се улиците за тоа, и дали велосипедот во Македонија се уште се гледа како рекреација или како реално превозно средство? Интересно прашање. Можеби со зголемувањето на дневниве температури се очекува бројот на велосипедисти да расте, особено и како што спомена и минатите соговорници во емисијата, поскапувањето на цените на дизелот и нафтените деривати. Она што го бележиме, еве ќе дадеме прво еден европски пример. Холандија 27 до 30% од сите урбани патувања, оние кои се случуваат внатре во градот, се реализираат со велосипед или во комбинација со јавниот превоз, што е адаптиран, нели, за да може да го поддржи овој начин на превоз. Потоа следува и Шведска некаде со 12 до 15% од сите патувања кои се реализираат, и можеме да кажеме дека Холандија како земја со најразвиена свест во оваа смисла, таму е велосипедот примарно превозно средство. Кај нас, за жал, се уште се гледа на велосипедот повеќе како рекреација, можеби за викендите, во слободното време на граѓаните или на спортување, отколку начин да се стигне до работното место или до онаму каде што имате обврски. Зошто е тоа така? Веројатно и инфраструктурата игра улога секако, веројатно и самиот менталитет на граѓаните кои се уште го гледаат автомобилот како примарно превозно средство. Знаеме, мислам, тоа сме сведоци и во самиот начин на паркирање. И покрај тоа што се жалиме на сообраќајниот хаос, долгите чекања на раскрсниците и семафорите, сепак се одлучуваме за автомобил наместо за велосипед. Мултидисциплинарно е прашањето тука. Треба да се реагира и во делот на инфраструктурата, во делот на свесноста и едукацијата на граѓаните, да ги прифатат велосипедистите како рамноправни учесници во сообраќајот, бидејќи сега не се гледа така, но и да се едуцираат самите велосипедисти за нивната одговорност во учествувањето во сообраќајот. Но и затоа го постави прашањето пак дали улиците, односно инфраструктурата ни е подготвена на зголем на велосипедисти. Токму така, не можеме да кажеме се уште дека сме задоволни од подготвеноста на инфраструктурата, како што да речеме во една Холандија, или еве издвоив на пример бројки во Германија, каде што дури 80.000 километри имаат велосипедски патеки низ целата држава, зборуваме сега збирно. Холандија има околу 35.000. Разликата помеѓу овие две водечки држави, да речам, во Европската унија е во тоа што во Германија не е рамномерен распоредот на овие 80.000 километри инфраструктура за велосипеди, велосипедски ленти, додека во Холандија е по, да речам, концентрирана на едно место, односно поврзувањето при самиот транспорт е подобар. Ние, за жал, не можеме да се пофалиме со некоја добра инфраструктура. Треба сериозно да се работи во оваа насока и не напразно ги правиме овие споредби со другите европски земји, за да знаеме како и кон што да се стремиме. Токму така, нашата анализа која ја правевме заедно со Автомотосојузот и партнерите во рамки на проектот Cycle Rap, кој требаше да ги мапира овие велосипедски патеки и да даде со виден еден правилник за нивно, да речам, изведување инфраструктурно соодветно, покажа дека во Скопје имаме мапирано во тој момент околу 143 километри велосипедски патеки, всушност просекот се движел помеѓу 110 и 140, нели имаме во предвид дека се реконструираат улици, се отвара дел. Тоа е во Скопје, таму е состојбата најдобра, да речам, додека во другите градови, како што слушнавме и од градоначалникот на општината Струмица, просекот, за жал, на територија на целата Република Македонија изнесува околу 10 на километри велоинфраструктура, односно велосипедски ленти по градовите. И тука има многу простор за работа при самото проектирање. Се земаат во предвид и оние нешта кои се предвидени во правилникот кој очекуваме наскоро да се донесе. Тоа е готово веќе, да не грешам, околу 6 месеци мислам дека се заокружи целокупно тоа, и таму се всушност дадени оние насоки за идните проектирања на булеварите,
и на другите сообраќајници кои ќе треба да се имплементираат. Во услови на зголемена употреба на велосипеди или настојување да се зголеми употребата на велосипеди како алтернативен, но и одржлив начин на транспорт, секако потребни се и јасни стандарди и правила за изградба на велосипедска инфраструктура. Меѓутоа, кои се најголемите проблеми кои што ги гледате на терен? Дали станува збор за неповрзаност, лоша сигнализација, небезбедни делници? Тоа што може на теренот да се забележи како состојба е, ако го земеме Скопје како главен град и како град со најразвиена велоинфраструктура, се самиот начин на изведување на оние велосипедски ленти за кои зборуваме. Тие се често пати или не се одвоени соодветно од остатокот од сообраќајот. Не треба само да ги има, туку и соодветно да бидат конструирани, обезбедени. Така е, односно да бидат заштитени, како што се вели тоа. Често пати се споени заедно и со останатата пешачка зона, од тука мислам на делот за пешаци, на тротоарот, и тука настанува веројатно избунување, да речам, помеѓу самите пешаци или можеби и невнимателност, кои често пати ја користат велосипедската лента за да пешачат. Она што исто така е главен проблем се спојувањето, односно вклучувањето на завршувањата на велосипедските ленти во другиот дел од сообраќајната лента и коловозот. Тоа е вообичаено на раскрсниците, на пешачките премини. Тука веќе се работи на воведување на оние што ги нарекуваат слеани рабници, односно да може велосипедистот безбедно да се вклучи. Тука сме кај безбедност и опасностите. Колку е опасно кога велопатеките се прекинуваат на раскрсници и критични точки? Токму така, значи раскрсниците, прекинувањето, односно завршувањето на велолентата и неговиното продолжување на коловозот, на другиот дел од сообраќајната лента кој може да биде одделен, да речам, со посебна сообраќајна лента, или пак се движат по коловозот најблиску до работ, како што е законски определено, е се едни од главните места каде што се случуваат овие незгоди, да речам, кои настануваат помеѓу велосипедистите и останатите учесници во сообраќајот, лицата кои управуваат со автомобили или пешаците. Зошто е тоа така? Веројатно невнимателноста игра улога доволно, како што веќе кажав, непочитувањето на самите велосипедисти како рамноправни учесници во сообраќајот, но морам да напоменам дека забележуваме во последно време многу голем број од оние лица кои управуваат со велосипед, а тоа го користат за работа, за доставување на различни достави за храна, за пратки и така натаму, особено ги кршат сообраќајните правила и прописи и управуваат со велосипедот на особено ризичен начин и за себе и за останатите учесници во сообраќајот. Голем дел од нив знаат дека на пешачки премин, кога нема дополнителна велосипедска лента на самиот пешачки премин, таа вообичаено е одбележена со црвена боја и со соодветна хоризонтална сигнализација, тие треба народски да го туркаат велосипедот за да поминат. Тие наспроти тоа се пробиваат помеѓу пешаците и на тој начин создаваат и крајно небезбедна околина за себе прво, а и за пешаците како останати учесници. Исто го се случува и на раскрсниците. Да, веќе сме кај почитување на правилата за безбедност во сообраќајот и тука би се надополнила и надоврзала дали возачите рековте дека не ги почитуваат доволно велосипедистите како рамноправни учесници во сообраќајот, меѓутоа од друга страна пак се поставува и прашањето дали велосипедистите доволно ги почитуваат правилата да бидат транспарентни во смисол на светла, рефлектирачка опрема, возење на соодветно место, а не само каде што ќе најдете соодветен или празен простор. И двете страни треба подеднакво да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Така е, тука треба да станува збор за почитување на веќе воспоставените законски рамки и законски обврски кои ги имаат велосипедистите како рамноправни и најранливи учесници во сообраќајот. Тоа е да бидат соодветно одбележани на предната страна од велосипедот треба да имаат бело светло кое ќе биде активно во текот на вечерните часови, на задната страна црвено светло, црвен ката диоптер, оние знаете рефлектирачки светла кои се поставуваат на велосипедот, соодветно и педалите на самиот велосипед треба да имаат жолти рефлектирачки светла и тоа се многу убаво пропишано во законот. За жал
колку тие нивни превозни средства ги исполнуваат овие стандарди, можеме да видиме и самите на терен во ноќните часови. Во текот на вечерните часови, ние и во рамки на нашите кампањи делиме оние рефлектирачки ленти кои ги носат самите велосипедисти на нозете да бидат повидливи, за која ќе наближува автомобил да има увид дека пред него се наоѓа велосипедист, не ги почитуваат до крај, не се обележани, иако треба да носат и рефлектирачка облека во текот на по-темните часови. И тука некако доаѓаме и до мерките и всушност кои мерки би зголемиле безбедноста, ама најбрзо? Дали станува збор за повеќе патеки, поголема контрола, па и едукација? Кратко. Дефинитивно треба да се подобри инфраструктурата, веќе се работи на тоа. Едукацијата е важна. Прво треба велосипедистите да разберат дека го носат својот живот во ризик со неодговорното однесување. Потоа ги загрозуваат и останатите учесници. Тука највеќе уште еднаш сакам да апелирам на оние лица кои управуваат во работна смисла со велосипедот, односно работа доставуваат. Размислете како го управувате вашиот велосипед, бидејќи многу малку треба за незгода. Од другите системски мерки, секако воведувањето на зоните на смирен сообраќај, каде што знаеме дека 30 е ограничувањето во урбаните јадра, 30 км на час, ќе ги намалат бројот на незгоди во кои, да речем, страдат велосипедисти. И само еден момент, ако имаме време, би сакал да споделам дека зошто е важна и едукацијата како последна, тоа е некои бројки кои ги имаме за 2025 заедно со добиени од Министерството за внатрешни работи. Бележиме 5 лица кои загинале како велосипедисти учесници во 25-та година, од кои 4 лица биле над 65 години, а едно лице било од 51 година до 64. Ова значи дека можеби треба да поработиме со повозрастната публика која учествува на овој начин во сообраќајот. Тие веројатно си постари, малку со поспори рефлекси, можеби треба малку повеќе да ги едуцираме, тие се учени на едно друго време, веројатно, така што системски пристап преку едукација, кампањи и подигнување на свеста за разбирање на нивната улога во сообраќај. Само накратко, кога сме кај едукацијата, да кажеме неколку збора и за оние кампањи и активности кои што ги реализира Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патиштата за поголема безбедност на велосипедистите и каков ефект имаат овие активности? Минатата година имавме многу активна кампања за насочена кон велосипедистите и лицата кои управуваат со лесни превозни средства, тука мислам на електричните тротинети. Се подигнува свеста, еве и особено кај она, да речам, адолесцентна група на учесници во сообраќајот од 20 до 30 години, ја разбираат својата улога и ризиците. И оваа година, еве, можам да најавам дека веќе од почетокот на следниот месец, од оваа среда, ќе започне новата етапа од кампањата со доаѓањето на пролетта и ќе бидеме присутни на терен, каде што преку едукативни материјали за нивните обврски и права како учесници, преку делење на светлосна сигнализација, оние светла кои ги споменав претходно за нивните велосипеди, преку делење на најразлични други материјали помошни, како што спомнав, рефлектирачки ленти со извончиња, со чија помош исто така ќе се зголеми нивната безбедност во сообраќајот, така што пак ќе кажам, улогата е на сите нас, заеднички да се допринесе и тие да разберат својата одговорност и возачите да ги прифатат нив дека тие се сообраќајна реалност и да ги почитуваат на таков начин, а овие првите да дадат причина дека почита вреди. И кога говорим и за велосипедската инфраструктура и почитувањето на сообраќајните правила и прописи за безбедност во сообраќајот, говориме за територијата на целата држава. Само накратко ќе кажам дека во рамки на првата национална конференција за безбедност на сообраќајот во локалната самоуправа, акцент беше ставен на улогата на општините, односно локалните самоуправи во креирање на побезбедна инфраструктура и политики за ранливите учесници, вклучувајќи ги тука велосипедистите и секако локалните самоуправи се подготвени да работат во таа насока. За крајот на разговорот, што би им порачале на граѓаните и институциите? Што треба да се направи за велосипедот да стане безбедна алтернатива на автомобилот?
Благодарам еве на прашањето. Дефинитивно оваа конференција која споменавте и вие веќе дава резултати на терен од она што може да го видиме, па и од она што го слушнавме на изјавата на струмичкиот градоначелник, но и во другите општини веќе се подигнува свеста и на терен се влијае во обележување на она што е веќе постоечко и изградување на нова велоинфраструктура. Она што е порака еве и до учесниците во сообраќајот и до велосипедистите, па еве всушност да не забораваат дека секој живот е вреден и така да се однесуваат и нивниот и на останатиот учесник во сообраќајот, пешак, возач или друг учесник во сообраќајот кој го доведуваат во ризик со неодговорно однесување, а надлежните да продолжат со оние мерки кои веќе ги преземаат. Интегрирањето на велосипедите во јавниот превоз е нешто што значително ќе ја подобри безбедносната состојба и свеста за користење, како што велиме, ако сакаме да дојдеме до нивото на Холандија, треба да се преземат некои мерки кои се предвидуваат олеснување на нивното учество. И нашиот апел го упативме, сега на потек се и институциите, но и граѓаните кои што треба да ги почитуваат мерките донесени од надлежните институции. Ви благодарам уште еднаш. Многу благодарам и на поддршката и на можноста за ова гостување. По продолжение од